Вести на Канал 8. Добар ден. За 5 месеци се направени над 500 снимања на мамографот во болницата во Кочани. Добро функционира и новиот биохемиски анализатор во лабораторија. Ставањето во функција на мамографот значи и намалување на времето на чекање кај пациентите, што е еден од условите тие да не заминуваат на лекување во Штип или Скопје. Министерот за здравство Никола Тодоров во посета на Општа болница Кочани. Од почетокот на годината во Општата болница во Кочани на мамографот за рано диагностицирање на рак на дојка се направени околу 500 снимања на пациенти од Кочани и соседните општини. Министерот за здравство Никола Тодоров денеска беше во работна посета на Општа болница Кочани. Мамографот е ставен во функција, функционира одлично. До сега се направени околу 500 прегледи. Започнавме и со скрининг за рак на дојка. Интересот е одличен. Планот е да се направат, да има во мој термин ставено 1000 прегледи мамографски во текот на годината и 1000 прегледи во делот на скринингот, што значи планирани се 2000 прегледи на мамографот за оваа година, што е одлична бројка, особено имајќи предвид дека досега во Кочани немало мамограф, а и не само Кочани, него ја покрива и целата околина. Тодоров додаде дека ставањето во функција на мамографот во болницата значи и намалување на времето на чекање кај пациентите, што е еден од условите тие да не заминуваат на лекување во Штип и Скопје. Паралелно со новиот мамограф ставен е во функција и биохемиски анализатор во лабораторија. Станува збор за софистициран апарат со поголема брзина и капацитет и анализи кои претходно не се изработувани. Вкупната инвестиција на оваа опрема изнесува 22 милиони денари. Полека, но сигурно се зајакнува и екипираноста во Општа болница и здравствениот дом Кочани. За 3 години во болницата се вработени 60 здравствени работници, а 4 се на специјализација. Во делот на кадровската екипираност на Општата болница Кочани, министерот Тодоров при посетата на Кочанската болница истакна дека за 3 години се вработени 60 здравствени работници, 16 лица здравствен персонал се на едукација во други болници, а 4 лекари се на специјализација. Дополнително на тоа е и новиот оглас за така наречени кофинансирани приватни специјализации, на кои што имаме информација дека најмалку 20 се пријавени, а можеби и повеќе, што па ќе биде дополнително кадровско доекипирање и заекнување на болницата. Оние два што се пријавени се за педиатрија и за уролога, но не знам, можеби има и други некои што се пријавени. Во секој случај ова се многу значени специјалности и ќе помогне во функционирањето на оваа болница. Инаку, исто така, директорот и Министерството за здравство сме фокусирани на изнаоѓање на специјалисти кои што ќе даваат услуги овдека во оваа болница. По тој аспект има специјалисти во делот на неврологија, ортопедија и други специјалности, за кои што се даваат услуги овдека во Општата болница во Кочани. И на тој начин за една година имаме дадено услуги на 8000 пациенти во оваа болница. Директорот на здравствениот дом во Кочани Иван Спанчевски пак истакна дека во оваа јавна здравствена установа е набавено ново санитетско возило за потребите на итната медицинска помош. Вработени се 3 лекари, како и 1 рурален доктор. Вработените во територијалната противпожарна единица во Кочани го одбележаат денот на пожарникарите. На скромната прослава дојдоа представници од локалната самоуправа, од институциите со кои единицата соработува, како и поранешни пожарникари. Пораст на бројот на интервенции бележат кочанските пожарникари во изминатиот едногодишен период. За ваквиот тренд имало неколку причини, но како позначајни се влијанието на надворешните фактори, како и несовесното однесување на дел од граѓаните на општината и регионот. Таква е оценката на првиот човек на пожарникарите Дејан Арсов, со заклучок дека и покрај објективните потешкоти работењето било успешно. Во споредба со изминатите неколку години, минатата е регистриран невообичаен број пожари на отворен простор, а имало и сериозни интервенции на објекти. Како што споменавме во текот на минатата година, територијалната противпожарна единица од Кочани имаше вкупно 238 интервенции, што значи значително зголемување на бројот на интервенциите во однос на претходната година за некаде можеби 30%, што секако резултира можеби поради временските услови, но и секако треба да ги имаме во предвид дека главно значење овде има човечкиот фактор. Во сите случаи кога противпожарната единица интервенирала,
и покрај огнената стихија немало тешко повредени или починати лица. Арсов вели дека единицата е добро подготвена, екипирана и опремена, што имало влијание и врз нејзината ефикасност. Вкупно има значи за сега 19 вработени, што се трудиме да ги покриеме сите сегменти во работењето, имајќи во предвид фактот дека покриваме површина на 3 општини, Кочани, Зрновсичеш и Ново Блешево, а во однос на возилата имаме 7 возила, од кои значи една цистерна, автоцистерна, 3 се навални возила и 3 ги користиме како теренски возила. Арсов додаде дека минатата година во соработка со Дирекцијата за заштита и спасување била набавена дополнителна опрема што била неопходна за интервенциите при гаснење пожар и друг вид заштитни и спасувачки активности. На одбележувањето на 20 мај, денот на пожарникарите, присуствуваа представници од локалната самоуправа, од институциите со кои територијалната противпожарна единица непосредно соработува, како и поранешни пожарникари. Матурантите од Средното општинско училиште Љупчо Сантов блеснаа на матурската вечер. Полека, но сигурно го напуштија детството и етапно влегоа во светот на возрастните. Сите со своји желби за воиднина си посакаа многу среќа и си ја честитаа матурата, која годинава ја прославија во ресторан Амор. Најважниот момент од животот на младите, кога стануваат полнолетни или време кога го поминуваат прагот помеѓу тинеџерските години и сериозноста. Матурантите од Средното општинско училиште Љупчо Сантов го прославија синоќа, како на филмче Кореја по црвениот тепих и гордо влегуваа во училиштето, во кое поминаа значаен дел од животот. Јас сум Михаил Станеков, завршив економски техничар. Добро, како поминаа 4 години во гимназијата? Па 4 години поминаа доста убаво, многу убаво. Јас сум многу задоволен од мојот клас, од сите работи што се случува овде. Професорите добри беа? Да, професорите. Секој што сака дека се запише тука, нема се покае. Одлучили што понатаму? Па да, економски техничар сакам да продолжам. Се викам Радмила Рашкова, завршив економски техничар. Како поминаа 4 години во гимназијата? 4 години поминаа дефинитивно многу брзо, прекрасно исполнети со дружба, со смеа. Значи, најубавите години дефинитивно и дури сега чувствуваме дека ќе ни чувствуваат. Класните раководители се чини беа повозбудени од самите матуранти. Со солзи во очите се разделуваа од своите, како што ги нарекуваат, прекрасни ученици, со надеж дека во иднина од нив ќе произлезат познати лекари, инженери, архитекти. Четврти клас е еден од најдобрите класови, 90% одлични ученици. Се надевам дека во иднина од нив сите ќе бидат академски граѓани. По завршување на класниот час со своите класни раководители се упатија кон ресторанот Амор и ја прославија својата матура лудо и незаборавно. Вечерва прославуваат матурантите од Средното општинско училиште Гошо Викентиев и тука е планирано заедничко представување со своите класни раководители, дефиле во паркот, како и прослава на матурата на браната градче. Објавен е јавен повик за давање под концесија на акумулацијата Градче. Со огласот, освен за Кучанското вештачко езеро, концесионери се бараат и за акумулациите Матка, Липково и Глажња. Вештачките езера Градче, Матка, Липково и Глажња треба да добијат нови концесионери кои со нив ќе раководат во следните 6 години. Огласот е веќе распишан, а предмет на концесијата е доделување на рибниот фонд за организирање рекреативен риболов. Според условите што ги определи Министерството за земеделство, право на учество на јавниот повик имаат домашни правни и странски правни лица, доколку имаат регистрирано подружница во Република Македонија. Исто така, за да добијат концесија, тие не треба да имаат долгови или неподмирени сметки, односно не треба да имаат негативна референца за учество на јавниот повик. Заинтересираните фирми треба да достават договор за порибување на рекреативната зона, склучен со регистриран репроцентар за периодот на времетрајање на концесијата, со наведени планирани количини за порибување на целиот 6-годишен период на концесија и планирани количини за порибување одделно по години. Идниот концесионер треба да има и потребна опрема за вршење рибочуварска дејност. Исто така, тој мора да се обврзе дека ќе вработи одреден број луѓе, колку што е потребен според риболовната основа.
Освен тоа, потребно е да донесе и доказ дека за самото езеро има здруженија на рибари што сакаат да ловат со минимум 50 члена. Критериум според кој ќе се врши изборот на најповолната понуда е највисокиот концесиски надоместок изразен во проценти понуден на електронската аукција. Надоместокот за концесија на рибите за рекреативен риболов изнесува најмалку 10% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. Издавањето под концесија на вештачките езера следува по изработката на риболовните основи минатата година, според кој точно се знае бројот на рибите што можат да се изловат, колку големи риби можат да се ловат и колку треба да се пориби едно езеро. Општинската организација на Црвениот крст од Кочани беше организатор на работилница за подигање на нивото на хуманоста меѓу граѓаните. Помошта и поддршката за која стана збор на средбата се однесува на мигрантите кои транзитираат низ регионот. Во текот на минатата и оваа година, Црвениот крст е активно вклучен во давањето помош и поддршка на мигрантите кои транзитираат низ Македонија, како и на оние кои се сместени во прифатните центри во близина на граничните премини. Во овие активности се вклучени околу 260 волонтери и вработени од сите општински организации во целата држава, меѓу кои е и Кочанската организација. При тоа поддршка доаѓа и од меѓународни и домашни донатори, при што тие обезбедуваат храна, облека, хигиенски пакети, прва помош, како и помош во соединување на раздвоените семејства. Тоа беше повод во Кочани да се одржи работилница, чија цел е да се подигне свеста во јавноста за подобрување на нивото на хуманоста. Црвен крест на Република Македонија заедно со општинските организации на Црвениот крест и Црвен крест на град Скопје имаат кампања Стоп за рамнодушноста, да ја потикнеме хуманоста, со цел да се одржат работилници кои ќе бидат за подигање на свеста кај населението за хуманитарните потреби на мигрантите и на бегалците кои транзитираат и се сместени во самите центри. Во кампањата Стоп за равнодушноста, да ја сочуваме хуманоста, се ангажирани 45 волонтери, кои на терен одржуваат работилници со повеќе организирани групи и здруженија на граѓани. Општата цел на оваа дисеминација е да ја разбудиме хуманоста и солидарноста, која, мораме да бидеме искрени, помалку е изаспана во повеќето луѓе во Република Македонија, а како специфична цел ја имаме оваа мигрантска криза која што се случува во моментов и сакаме да ги прикажеме активностите на Црвениот крст при самата мигрантска криза, со што се допринесува Црвениот крст и кои се активности ги спроведува на терен. Според информациите што беа соопштени на работилницата, мигрантите сочинуваат 3% од целокупната популација во светот, што значи дека на секои 35 лица едно е мигрант. По извршените обуки за формативно оценување за оделенските наставници и посетата на модули во Скопје, сите наставници од Основното училиште Малина Попиванова се здобија со сертификати за учество во проектот Инклузивно образование. Училиштето е единствено во источниот регион што е вклучено во овој проект. Основното училиште Малина Попиванова од 2015 година е вклучено во проектот Инклузивно образование и е едно од 8 училишта на ниво на Републикава и единствено во регионот што е вклучено во овој проект. Училиштето формираше инклузивен тим составен од директорот, дефектолозите, педагог, психолог и по еден наставник од оделенскиот предмет на настава. Инклузивниот тим посетуваше 3 модули во Скопје и една обука за формативно оценување за оделенските наставници. После секој модул, вршевме дисеминација на наставниците од нашето училиште. По завршувањето на сите обуки, дисеминации и модули, се здобивме со сертификати од Бирото за развој на образованието, Министерството за образование. Инклузијата успешно се спроведува во нашето училиште, имаме инклузирано голем број на дечиња од ранливите категории и сега следен чекор е инклузирање и на дечињата кои што беа вклучени, се вклучени во последните паралелки во нашето училиште во редовна настава, секако во зависност од нивните способности. Првиот модул е со наслов Теорија и визија, вториот Работиме заедно за создавање инклузивни училишта и третиот Поддршка за сите ученици. Од посебните паралелки во новата учебна 2016-2017 година, од септември во редовната настава преку проектот Инклузивно образование ќе биде вклучен еден ученик.
И за крај информацијата од спортот. По трет пат во Виница ќе се одржи меморијалниот турнир во мал фудбал во спомен на загинатиот капетан Кирчо Димитриов. Организатори на турнирот се неговите роднини и пријатели со подршка од локалната самоуправа на Виница. Општина Виница и роднините и пријателите продолжуваат да го негуваат споменот на капетанот Кирчо Димитриов, кој беше првата жртва на македонските одбранбени сили во конфликтот од 2001 година. Во негова чест, во спортската сала во Виница што го носи неговото име, в сабота со почеток од 14 часот започнуваат во неделниот традиционален турнир во мал фудбал, на кој учествуваат екипи од градовите од источниот регион, како и од армијата на Република Македонија. Организатори на турнирот што ќе се одржи по трет пат се пријателите на капетанот Димитриов, а покровител е локалната самоуправа. Веќе се пријавени 10 екипи, а паричната награда е обезбедена од буџетот на општина Виница и тоа за прво, второ и трето место. Меморијалниот турнир, како и во изминатите години, се игра по систем на елиминација, а се планира дневно да се одигруваат по 2 надпревари. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатен викенд. Довидување.